Почитувани граѓани, денеска присутни овде, почитуван градоначалник на општина Јагуновце, почитувана министерка за образование и наука Царовска, почитувана пратеничке Николова, директорке на основното училиште Александар Здравковски, почитувани присутни кои што се денеска со нас, представници на медиумите, почитувани граѓани. Навистина представува посебно задоволство да се биде дел од овој настан, со кој на 2 недели пред почетокот на новата учебна година ја пуштаме во употреба комплетно изградената и опремена спортска сала во општинското основно училиште Александар Здравковски во општина Јагуновце, која што толку долго ја чекаа граѓаните. На површина од 650 метри квадратни, спортската сала се состои од комбиниран терен за повеќе спортови, 2 канцеларии за наставници, 2 пресоблекувални за машки и за женски ученици и е комплетно опремена со спортска опрема и реквизити за играње и изведба на повеќе спортови и спортски активности, како што се мал фудбал, ракомет, одбојка, кошарка, гимнастика и другите спортови. Оваа спортска сала има дел и опрема за здравствено образование и следење на физичкото здравје на учениците, што е од исклучителна важност за комплетниот развој на децата. За нас како влада, вложувањето во спортот, особено во спортските објекти во училиштата, е исклучително важен фактор за развојот на прогресивно и инклузивно општество како што е нашето. Дополнителното унапредување на оваа наша определба го овозможува спортот со неговата социјална интеракција и со позитивното влијание во градењето на основните етички принципи во заедништвото, особено кај младата популација. И во оваа училиште, во кое учат околу 220 ученици до 9 оделение, ги создадовме сите неопходни услови за современа образовна и спортска средина, како дел од системот во кој едукацијата и организираните физички активности ќе го јакнат квалитетот на живот на младите генерации. За изградба и опремување на оваа спортска сала од буџетот на Министерството за образование и наука се издвоени нешто повеќе од 23 милиони денари. Салата овде во Јагуневце е дел од проектот за изградба и опремување на 145 спортски сали, од кои досега се завршени 30 во средните училишта, 60 во основните училишта, а уште 7 во основните се во фаза на изградба. Се завршија големи капитални инфраструктурни проекти во последните години во оваа наша мала македонска општина Јагуновце. Сите 3 притоки на Јагуновце се изградени како локални и регионални патишта. Во моментот се гради патот Желино-Јагуновце. Се прави со приватни донации игралишта во целиот овој регион, како што беа пуштени во Теарце, во Желино и еве овде во Копанци. На 22 во недела очекуваме асфалтирање на игралиштето. Кога бевме таму во посета, луѓето велеа дебе, доста беше лажење, ќе дојдете вие, ќе си одите и тоа така ќе остане. Драго ми е што најголем дел од овие проекти се за децата, за младите, за идните генерации, затоа што за нив е и животот и вредноста за работењето во кое што сме сите заедно посветени. Да завршам со тоа што ќе најавам уште многу други проекти кои што следуваат, како што е колекторот во Жилче и во многу други населени места, дел се од ваши пари на граѓаните преку општинскиот буџет, дел се од пари заеднички пак ваши преку централниот буџет на државата. Овој колектор во Жилче од ТАВ програмата, кој што го распределивме на сите општини во Република Северна Македонија, 35 милиони евра квалитетни инфраструктурни проекти кои што остануваат вековиште за користење на граѓаните. Да завршам со тоа што ќе ви посакам целосно и квалитетно користење на сите капацитети и на овој објект и на сите инфраструктурни проекти кои што се изградени. Убеден сум дека оваа спортска сала ќе биде место на кое ќе ги препознаеме спортските потенцијали и таленти меѓу младите на оваа наша убава општина. Благодарам.